Продолжуваме со снимање на последните видеа од ниво А2 на YouTube, каналот Германски јазик онлайн. Ако сте нови на каналот, кликнете subscribe и следете на YouTube и кликнете follow за да не следите на Instagram, каде што објавуваме кога се снимаат нови видеа. Во ова видео ќе учиме за пасивни реченици во минато време и во следното видео, кое ќе биде последно видео за ниво А2, ќе учиме за пасивни реченици во предминато и во идно време. За пасивни реченици во сегашно време веќе имаме учено во видеата поназад. А сега да започнеме. Значи, за почеток, кои се видеата кои треба веќе да ги знаете за полесно да го научите ова видео. Можете да повторите за минато време, односно во плейлистата од ниво А1 можете да го гледате видеото каде објаснуваме за основата на формирање перфект и претеритум. Од А2 можете да го гледате видеото за пасивни реченици, потоа за употреба на глаголот werden и тоа видеото на четвртиот дел, каде што објаснуваме за употребата на глаголот werden во пасив. И за крај можете да повторите за правилни и неправилни и мешани глаголи во претеритум. Das пасив или пасив, како се дели да повториме. Значи, германските реченици можат да се формираат на два начини и тоа на актив и пасив. Бидејќи моментално учиме за пасив, да кажеме која е поделбата. Постои Zustands-пасив или пасивна состојба и Vorgangs-пасив или пасив на процес. Во А2 учиме за Vorgang-пасив и тоа за пасив in presens или пасив во сегашно време. Тоа веќе го учевме во минатото видео, каде што зборуваме за пасивни реченици во германскиот јазик. Потоа пасив постои in Vergangenheit или пасив во минато време и пасив in Zukunft или пасив во идно време. Во ова видео ќе учиме, како што кажавме, за пасив во минато време. За почеток, да повториме и да објасниме накратко што беше тоа пасив. Што е тоа пасив? Во германскиот јазик, како што кажавме пред малку, постојат активни и пасивни реченици, односно актив и пасив. Активната реченица одговара на прашањето кој го прави нештото, односно се фокусира на вршителот на дејството. Пасивната реченица одговара на кое е дејството и врз кој се врши, односно зборува за дејството и трпителот на дејството. Да видиме пример. Од левата страна ќе имаме реченица во актив, од десната страна истата реченица во пасив. Како активна реченица, девојчето ја тркала топката. Во оваа реченица сме фокусирани на вршителот на дејството, односно девојчето. Како пасив, истата реченица, топката е тркалана. Во оваа реченица се фокусираме на трпителот, односно топката, и дека е тркалана, односно на дејството или активноста. Следен пример, јас зборувам на телефон. Овде одговараме на вршителот, односно јас. Како пасив се зборува на телефон. И трет пример што ќе го дадеме денес, пекарот го печи колачот. Како пасив, колачот се печи. Колку типови на пасив постојат?
кажавме дека пасив постои за сите времиња. Vorgangs пасив или пасив на процес учиме веќе во А2 и Zustands пасив или пасив на состојба кој ќе учиме малку во понапредно ниво, односно во B1. Кога се користи пасив? Пасив се користи кога имаме пасивно дејство во речениците. Да видиме пример. Кога вршителот е општа личност. Например, пасивна реченица би била во Германија се пие многу пиво. Овде немаме вршител, односно е општа личност. Исто така, пасив се користи ако вршителот не е важен, например, во Улм се отвора нов фитнес. Ако вршителот не ни е познат во реченицата, например, нашиот автомобил е украден, во оваа реченица не знаеме кој го украл автомобилот. И како последен пример, пасив се користи ако се објаснува некој процес, например, водата врие. Тоа беше накратко за пасив, а сега пред да објасниме за пасив во минато време, да повториме накратко за пасив на процес во сегашно време. Како се формира Vorgangs пасив in presens? Ова ни е важно да го знаеме за полесно да научиме за пасивни реченици во минато време, бидејќи ќе ги објаснуваме со споредба. Vorgangs пасив in presens се формира со помош на помошен глагол кој ќе ни биде во сегашно време, а тоа е секогаш глаголот werden, плюс главен глагол кој ќе ни биде во партицип 2 форма и тоа може да биде кој било друг глагол. Глаголот werden или постанува, веќе имаме снимано многу видеа за него, накратко ќе го конјугираме. Ich werde, du wirst, sie es wird, wir werden, ihr werdet и sie werden. Ова веќе го знаеме за werden во presens. А главниот глагол во партицип 2 форма да повториме како се формира. Ако глаголот е правилен, имаме формирање на префикс G плюс додавање на основата на глаголот и суфикс T. Например, глаголот шпилен или игра во партицип 2 е gespielt. А ако глаголот е неправилен, имаме малку поразлично. Префикс G, променета основа и суфикс N. Например, глаголот sprechen во партицип 2 е gesprochen. Да видиме пример. Der Schrank wird von dem Mann geöffnet. И уште еден пример, die Studenten werden von den Professoren geholfen. Ова веќе го знаеме за пасив во сегашно време. Продолжуваме понатаму со главниот дел од ова видео. Vorgangs пасив in Vergangenheit или пасив на процес во минато време. Какви форми на Vorgangs пасив постојат во минато време? Значи имаме пасив на процес во перфект или во минато говорно време, во претеритум или минато пишано време и во plusquamperfect или, како што знаеме, тоа е предминато време. Во ова видео ќе учиме за пасив во перфект и претеритум. Како се формира реченица со Vorgangs пасив во минато време. Накратко кажано, се формира со комбинација од правилата за формирање на пасив на процес плюс правилата за формирање на реченица во минато време.
Например, од левата страна ќе имаме реченица во претеритум, класична реченица, а во десната страна ќе имаме пасив на процес во сегашно време. Од овие две реченици ќе формираме една реченица во претеритум, во пасив. Die Studentin lernte das Buch. Студентката ја учеше книгата. Оваа реченица е во претеритум. Das Buch wird von der Studentin gelernt. Книгата е учена од студентката. Од овие две реченици би формирале една реченица во пасив на процес во претеритум, која би гласела вака. Das Buch wurde von der Studentin gelernt. Книгата беше учена од студентката. А сега со ред ќе ги објасниме правилата. Бидејќи формирањето на пасив во претеритум е полесно од она во перфект, прво ќе ги објасниме правилата на формирање реченица во претеритум. Која е разликата меѓу Vorgangspasiv in Präsens gegen претеритум? Се формира на сличен начин. Разликата е главно во глаголот werden, кој се конјугира на различен начин, односно werden треба да го конјугираме во претеритум. Werden во претеритум, како што знаеме од видеата за глаголите во претеритум, спаѓа во групата на мешани глаголи или gemischte Verben. Значи, да повториме некои од глаголите кои ја променуваат својата форма од сегашно време во претеритум. Denken се променува во dachte. Bringen во brachte и werden во wurde. Како се конјугираа мешаните глаголи во претеритум? Да повториме на кратко. Значи, во прво лице еднина имаме додавање на суфикс те, второ лице тест, трето лице еднина, исто како прво лице множина тен, второ лице тет и трето лице тен. Значи, мала разлика од класичното конјугирање во сегашно време. Па да видиме како се конјугира глаголот werden во претеритум. Ich wurde. Du wurdest. Sie es wurde. Wir wurden. Ihr wurdet. И sie wurden. Во глаголот werden немаме додавање на буквата Т, бидејќи завршува со Д. И исто така имаме промена на буквата Е во буквата У. Како се формира реченица во пасив на процес во претеритум? Ке видиме разлика од пасив на процес во сегашно време и пасив на процес во претеритум. Значи кажавме дека пасив во сегашно време се формира со помош на помошен глагол во сегашно време, а тоа е глаголот werden секогаш. Плюс главен глагол во партицип 2 форма, зависно од реченицата може да биде кој било друг глагол. Ако оваа основа за пасив во сегашно време ја знаете, многу лесно ќе научите и за пасив во претеритум. Пасив во претеритум се формира со помош на помошен глагол, исто глаголот werden, но овој пат во претеритум форма. И како што кажавме пред една минута, се променува во глаголот wurden. Плюс главен глагол во партицип 2 форма,
кој било друг глагол. Значи речениците во пасив за сегашно време и за претеритум се многу слични. Од левата страна ќе имаме пасив во сегашно време во табелата, а од десната страна пасив во претеритум. Die Straße wird gesperrt. Улицата е блокирана. Значи овде го имаме глаголот werden, обележан со црвена боја, конјугиран во сегашно време, во случајов трето лице еднина. И глаголот gesperrt кој е во партицип 2 форма. Во претеритум би звучело Die Straße wurde gesperrt. Улицата беше блокирана. Значи разликата е само во глаголот werden. Тоа беше за пасивни реченици во претеритум, а сега продолжуваме со вториот дел од ова видео, односно за пасив на процес во минато говорно време или во перфект. Која е разликата меѓу формирање на реченица во перфект во сегашно време, наспроти во минато време? Односно, мала поправка, која е разликата меѓу перфект во актив и перфект во пасив. Се формираат на сличен начин. Разликата е во тоа што имаме додатен werden кој се конјугира на различен начин и стои секогаш на крајот на реченицата. Werden во перфект го променува името во worden. Значи глаголот перфект, глаголот werden во претеритум и перфект мора да се промени. Од левата страна го имаме глаголот werden во сегашно време, од десната страна во минато говорно време и тоа е глаголот worden. Да видиме како се формираат реченици во перфект, во актив форма и во пасив форма. Во актив форма, перфект, веќе знаеме уште од видеото од А1 ниво, дека се формира со помошен глагол кој е во сегашно време и тоа глаголот sein или глаголот haben, зависно од тоа дали главниот глагол е глагол кој е во движење или не е во движење. Подетално можете да повторите во видеото за минато време во германскиот јазик од ниво А1. Значи, помошен глагол sein или haben плюс главен глагол некој од другите глаголи во партицип 2 форма. Кога сме кај пасив во перфект, имаме мала разлика. Имаме помошен глагол во сегашно време, но не се променува sein или haben, туку секогаш е sein. Плюс главен глагол во партицип 2 форма, кој било глагол, и плюс на крајот ни стои глаголот werden, но во перфект форма. Значи worden. Да видиме еден пример. Од левата страна во табелата ќе имаме актив во перфект, од десната страна пасив во перфект. Der Arzt hat den Mann geheilt. Докторот го лекуваше човекот. Ова е активна реченица во минато време. Der Mann ist von dem Arzt geheilt worden. Човекот беше од докторот лекуван. Оваа реченица е во пасив во минато време. Значи да не буни. Кога зборуваме кај активната реченица во перфект, како помошен глагол го користиме глаголот haben во оваа реченица конјугиран како hat, бидејќи глаголот heilen, кој е во зелена боја,
е глагол кој не покажува движење. Но, кога зборуваме за пасив, немаме разлика во тоа, но секогаш го користиме глаголот sein во случајов конјугиран како ist. И втора голема разлика е глаголот werden кој во перфект е worden. Може би моментално звучи сложено, но кога ќе извежбаме некои реченици ќе стани појасно. Како се формира реченица во Vorgangspasiv имперфект. Значи ќе направиме исто разлика меѓу пасив во сегашно време и пасив во минато говорно време. Пасив во сегашно време знаеме како се формира. Веќе кажавме, помошен глагол во сегашно време тоа е глаголот werden, плюс главен глагол во партицип 2 форма. А пасив во перфект имаме помошен глагол во сегашно време, тоа е глаголот sein, главен глагол во партицип 2 форма, плюс краен глагол во перфект форма, а тоа е глаголот werden. Во перфект би звучело worden. Значи имаме поголема разлика. Од левата страна ќе формираме реченица во пасив во сегашно време, од десната страна пасив во минато говорно време. Der Mann wird von dem Arzt geheilt. Човекот е од докторот лекуван. Значи, со црвена боја ни е обележан помошниот глагол werden, кој ни е конјугиран во трето лице еднина, а со зелена боја глаголот heilen или лекува во партицип 2. Во пасив, во минато време би звучело вака. Der Mann ist von dem Arzt geheilt worden. Човекот беше од докторот лекуван. А сега, за да ни стане појасно, ќе извежбаме некои примери. Zum Beispiel. Ако ви се допаѓаат овој тип на видео, кликнете лайк на видеото за да ни дадете поддршка. Од левата страна ќе имаме Zeitformen, а од десната страна примери на реченици. Истата реченица ќе ја претвориме од сегашно време активна форма, низ сегашно време во пасивна форма, потоа во претеритум активна и претеритум пасивна форма и ќе ја завршиме реченицата со перфект актив и перфект пасив. Der Fahrer fährt den Freund zum Flughafen. Шоферот го вози пријателот до аеродром. Оваа реченица е во сегашно време активна. Како пасивна би направила промена во Der Freund wird zum Flughafen gefahren. Пријателот се вози до аеродром. Значи имаме глагол werden и глагол fahren во партицип 2 форма. Ова е класична пасивна реченица во сегашно време. Ако ја претвориме во претеритум, активна форма, der Fahrer fuhr den Freund zum Flughafen. Шоферот го возеше пријателот до аеродром. Значи имаме само промена на глаголот fahren во претеритум. Како пасив би било Der Freund wurde zum Flughafen gefahren. Пријателот се возеше до аеродром. Ова е во минато пишано време, во пасивна форма. Ако направите разлика од presens пасив во претеритум пасив, реченицата е скоро целосно иста, со разлика во конјугирање на глаголот werden.
обележан со црвена боја. Значи, формирање на претеритум пасив е многу лесно ако ја знаеме основата на формирање на пасивни реченици. Активна реченица во перфект: Der Fahrer hat den Freund zum Flughafen gefahren. Шоферот го имаше возено пријателот до аеродром. И како пасив, перфект би била Der Freund ist zum Flughafen gefahren worden. Пријателот беше возен до аеродром. Ке извежбаме уште еден мал пример. Der Maler färbt das Bild. Сликарот ја бои сликата. Ова реченица е во актив. Das Bild wird von dem Maler gefärbt. Сликата се бои од сликарот. Ова реченица е во сегашно време во пасив. Das Bild wurde von dem Maler gefärbt. Сликата беше боена од сликарот. Оваа реченица е пасив, но во претеритум. Забележете колку е слична со онаа во пасив во презенс или сегашно време. И за крај, истата реченица ќе ја претвориме во перфект пасив и тоа: Das Bild ist von dem Maler gefärbt worden. Сликата беше боена од сликарот. За крај ќе направиме мала вежба каде што вие ќе треба да претворите ваков тип на реченици. Од презенс актив во презенс пасив, претеритум пасив и перфект пасив. Реченицата е Sie stehlen Autos in Berlin. Тие крадат автомобили во Берлин. Како презенс пасив би било Die Autos werden in Berlin gestohlen. Значи, во овај случај не користиме wird, туку werden, бидејќи зборуваме за множина. Па werden во множина се конјугира вака. Како претеритум знаеме дека е слично формирањето на реченица со разлика во werden. Die Autos wurden in Berlin gestohlen. Автомобилите се крадеа во Берлин. И за крај, Die Autos sind in Berlin gestohlen worden. Автомобилите имаат бидено крадени во Берлин. Се надеваме дека видеото е доволно јасно. Ако ви се допаѓа, кликнете лайк и препорачајте го каналот на некој пријател. Се гледаме во следното видео.